Без инциденти поминала панихидата во спомен на жртвите од граѓанската војна пред 60 години, што денеска на планината Вичија организираше Сдруженијето Не заборав. На 30-тината македонци родени во Егејскиот дел кои вчера заминаа за Грција, во Леринско им се придружила и поголема група на македонското малцинство во Грција. Панихидата ја отслужил локален свештеник. Тој е историски момент, вели Ѓорги Доневски. Ова не беше само собир на нашите кои живеат во Република Македонија, туку слободно можеме да кажеме од многу села во Егејскиот дел, значи дури до Солун, така да навистина беше, би рекол, величенствено, травматично, со големи плачења, но се заврши една убава работа. Екипата на Сител, која требаше да ја сними посетата на македонците, вчера со образложение дека нема акредитација за снимање, беше вратена од граничниот премин Меджитлија. Доневски верува во изјавите кои доаѓаат од опозицијските партии во Грција дека со промена на власта може да се укинат постојните рестриктивни закони, меѓу кои процедурата што вчера ја спроведуваше грчката полиција за секој македонец роден во Грција. На грчки селото, на грчки татко, мајка, кога напуштил Грција, тоа е една одлука од 95-та, само за да можеме да влеземе, значи во наши пасоши до сега пишува само Грција и нормално, барем нивното објаснување, вика сакаме да знаеме кој влегува во Грција. Македонците денеска ги посетили неколкуте села кои били уништени во граѓанската војна.